Здраво, ова е 304-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Society of the Snow од Хуан Антонио Байона, во кој станува збор за падот на уругвајскиот чартер лет на рагби тимот кој во 1972 година патувал за Чиле и паѓа на Андите, каде само 16 од 40 патници успеваат да преживеат во екстремните околности, кои штом ги изедат последните резерви на храна, ќе се препуштат на јадење на мртвите човечки тела за да преживеат и започнат експедиција во потрага по знаци на цивилизација, на која ќе може да го сигнализираат нивното постоење за да може да пристапи до нив спасувачката екипа. Контрастот е задржан во поставката на двете действија, позитивниот и оптимистички надпревар во кој се запознаваме со табиетите на играчите надвор од теренот, кои мораат да научат да соработуваат како унифицитарен тим, еден ентитет, бидејќи во втората поставка по несреќата ќе мора да ја докажат соработката на дело, а не да се вичат како на терен, бидејќи мора да се воздржат себичните нагони и да се дели преостанатата храна, да се набават прекривки за заштита од студот, да се санираат повреди и да се подигне моралот, компонента која е неопходна за преживување, бидејќи надвиснува неизвестноста од доаѓањето на спасението, доколку спасителите не би ни знаеле каде точно да ги бараат. Констатација со која мора да се помират затечениците во трагедијата. Мора се истакнат убедливо изведените ефекти при гмечењето на телата при падот на авионот и на доаѓачката лавина, која толку бев вовлечен во действието што потполно заборавив дека дополнително ги има затрупано рагбистите, што значи дека максимално е искористен 70 милионскиот буџет на филмот. Нума, глумен од Енцо Вогринчиќ, е предводникот на филмот кој е и негов наратор до одредена мера, затоа што Байона одлучува да оди против конвенциите на наративното структурирање на действието, одземајќи ја неговата функција насреде делото, за со ова децидна одлука дополнително да биде истакната безнадежноста на преживеаните ликови, оставени на милост и немилост на немилосрдната природа. Кога е во прашање поставеноста на голема групација на ликови, појавувањето на опозитни погледи на неетичкиот начин на преживување со помош на јадењето на телото на тие со кои до вчера сте разговарале додека биле живи, вообичаено е да се појави на толку различни карактери и нужно е да има тензија и противење на мнението на индивидуата визави колективот. Меѓутоа нема сепарација помеѓу индивидуалните и колективните потреби кога ќе се биде затрупан под снег и нова перспектива се добива кога треба да се биде тимски играч и секој залак да се сподели со останатите играчи во партијата против животот затоа што може да биде последен. Не може да се занемари и основната човечка потреба во периодот од 72 дена во замрзнатата планина која се сведува на канибализам. Аспект кој Байона се обидува на секој можен начин да го заобиколи, исто како и неговите ликови, кои во преден план го ставале неговите претходници, кои се обиделе да ја екранизираат оваа трагедија на екран, односно голем или мал. Дополнителна автентичност има филмот со самиот чинител што глуми латиноамериканска екипа и се говори на шпански. Музиката која ја компонира Майкл Джакино се разликува од скорот на Хауард од Alive, затоа што во композициите на Джакино содржана е летаргичноста и меланхолијата, но има и стравични гудачки свети за време на падот и ритмичко засилено исчекување за време на скаутирањето низ планината, покриена со снежна прекривка, во кое може да слушнеме употреба и на хорови. Джакино веќе еднаш се справуваше со изгубениците од ТВ серијата Lost, па затоа има одлично познавање како да ја озвучи безнадежноста во планината со самотните ноти фрлени во безнадежното пространство, но исто така користи ксилофони и харфи за да долови трошка на надеж во снежната пустелија. Мелодичниот лајтмотив неколку пати го реинтерпретира во неговиот скор. Андрес Хил и Хауме Марти се монтажерите на филмот со кои Байона соработуваше на Monsters Call, на кои им припадна тешката задача да го направат подносливо 2,5-часовното гледачко искуство, при тоа задржувајќи ги најзначајните коти од траурното доживување по повремениот губиток на преживеаните со имиња и годиште кое е испишано на самиот екран. Уругвајскиот директор на фотографија Педро Луке, со кој најчесто соработува Феде Алварес, е ангажиран да го сними постепеното смрзнување и полудување на ликовите во планината, што му овозможи впечатливи широки планови
од смртоносната снежна убавина, снимајќи го филмот во екстремно широкиот 2:55 наспроти 1 аспект, кој за потребите на периодичниот филм ги десатурира боите во прологот, иако сепак е постоечка разликата со белината до останатиот дел од филмот, но најчесто во филмовите на Бајона доминира тоа што нараторот го кажува, отколку тоа што снимателот го покажува. Има неколку чинители кои мора да ги имате предвид кога е опрашање вистинскиот случај на паднатите спортисти, а тоа е дека поради недозволување авионот да престуува во Аргентина повеќе од еден ден, пилотите ја носат одлуката да се лета во невреме во Чиле, што е причинител за несреќата, како и фактот дека местото каде што паѓа авионот, спортистите мислеле дека е Чиле, а всушност било Аргентина, односно тие пешачеле 60 км кон Чиле, иако се наоѓале 20 км од колибата покрај град и река. Во реалноста дознале дека се спасени на радиопренос и во неколку наврати доаѓал хеликоптер да ги однесе од планината затоа што не ги избирало сите одеднаш. Тројца членови од преживеаните имале улоги во филмот, кои во реалноста морале да одржат пресконференција за да говорат за канибализмот, штом се дознало дека навистина преживеале на планината. Оваа фактографија има значаен удел за обликување на сценариото на делото. Тоа значи дека има неколку претходни филмски адаптации на овој случај, од кои може да се компарира Society of the Snow. Првото е Survive од 1976 година во режија на Рене Кардона со мексикански актери, работен за Paramount, кој бил бокс офис хит кој ден денес ќе беше заборавен, доколку Shout него реиздадеа. Филм во кој се паралелизира действието на паднатите спортисти со потрагата по нив од страна на властите. Филмот кој сите го памтите за овој случај е Alive од 1993 година, во продукција на Paramount и Disney и режија на Френк Маршал, со Итан Хок во главната улога, кој го знаеме за тоа што често беше прикажуван на домашните телевизии во 90-тите и раните 2000-ти, кој содржи повеќе практични ефекти кои не стареат добро, ставен е акцентот на канибализмот, но и на наивноста и патетичноста кои се одлики на тие филмовите од 90-тите, направени за говорното подрачје на американскиот пазар, со спасување кое го наслушнуваат од пропелерите на хеликоптерите, но од сите аспекти не смее да се потцени кадрирањето на Маршал и класичната мелодична свита на Джеймс Ньютон Хауард. Случувањето неколку пати беше предмет и на неколку документарни филмови, како што е Stranded од 2007 година, во кој за прв пат може да погледнеме сведоштво на преживеаните во филм, а потоа беа снимени и документарниот филм I Am Alive, Surviving the Andes Plane Crash, во кој еден од преживеаните го посетува местото на несреќата, а оваа година ќе може да се погледне и документарниот минисеријал насловен Andes Plane Crash, кој е посветен на несреќата. Аналогија може да се повлече помеѓу овој филм и неговата женска итерација во ТВ серијата Yellow Jackets, како и на рамниште на канибализмот, на кој биле осудени донери неговата свита во Ravenous, односно Cannibal the Musical. Режисерот Хуан Антонио Бајона ја започна својата филмска кариера со кратките играни филмови и пред се филмични музични видеоспотови за поп-бендот OBK и етносоставот Heavia, првиот краток игран филм во која негова љубовта кон проектираниот филм во киносала од мали нозе е coming of age филмот Мис Викасионес, во кој дете за време на неговата посета на викендицата на бабата и дедото прави паралела со обкружувањето и филмовите на Џон Ву и монструмите на Universal, но исто така го доживува првиот халуцинаторен трип на рейв забава и првата љубов, мешајќи играна со анимирана форма во делото од 1999 година, во кој може да се забележи неговиот огромен талент за режирање. Со краткиот Муерте учествува во антологијата Diminutos del Calvario, додека пак младите наратори ги предводат El Hombre Espoña од 2003 година, филм за созревање помеѓу детска игра и светот на возрастните, осознаен за време на школско патување. Во 2004 година ја продолжува соработката со OBK за Сонорама, како и со електросоставот Доктор Реаниматор прави негова итерација на култниот филм на Стюарт Гордон, пред да го сними својато долгометражно играно деби The Orphanage од 2007 година, еден од малкуте хорор филмови со духови кои ги почитувам, во кој при враќањето во сиропиталиште децата почнуваат да комуницираат со духот на едно починато во домот, кој беше прикажан на Канскиот филмски фестивал, добитник е на награди на Фантаспорто и Герарда Мер и неколку награди Гоја. Потоа го сними краткиот La Desgracia en 3D од 2008 година.
Во 2012 го сними The Impossible, вториот долг негов филм во кој глумат Наоми Вотс, Иан Макгрегор и Том Холанд, кои се заглавени во Тајланд за време на цунами, жанровски дизастер филм кој е најблизок до несреќата во Society in the Snow, кој обезбеди номинација за Наоми Вотс за Оскар, награден со Гоја и на Palm Springs, номиниран за Глобуси и сателити. Соработуваше и со Кин за нивниот хорор видеоспот Disconnected, а во 2014 година режираше 2 епизоди од прерано скратената одлична периодична хорор серија Penny Dreadful. Во 2015 година работи еден филм со атипична форма за него, краткиот документарен филм 9 Dias in Haiti, во кој допира до политичките проблеми и проблемите на интернационалната соработка со Хаити, меѓутоа фокусирајќи се на нешто што многу добро го знае, младите субјекти, односно децата, односот со нивниот учител и нивната иднина во државата. Неговиот жанровски израз е многу близок до интересите на Гилермо дел Торо, затоа и најчесто е продуцент на неговите филмови, од кои најсроден е можеби Monster Calls од 2016 година, уште еден семеен филм во фентези рамки за чудовишно дрво, кој ќе му помогне на едно момче да се соочи со последиците на ракот на неговата мајка, во кој глумат Сигурни Вивер и Фелисити Џонс, добитник на Гоја, Европски Оскар, награден и на Сан Себастијан. Единствениот негов филм кој не сум го гледал е Jurassic World Fallen Kingdom, блокбастер со Крис Пред кој најверојатно спасува диносауруси за време на вулканска ерупција во паркот Јура. Тој исто така ги режираше првите 2 епизоди од ТВ серијата The Lord of the Rings, The Rings of Power. Бајона преферира да го гради светогледот низ очите на најмладите протагонисти, кои низ игра дознаваат за светот на возрастните, најчесто ситуирајќи ги во жанровски фентези или хорор пространства, со надприродни агенси и често употреба на визуелни ефекти, па затоа Society of the Snow одскокнува во еден дел од неговиот модус операнди, ама пак од друга страна нема подобар режисер кој би можел да го сними овој филм. На прашањето што придонесе Бајона на веќе познатата премиса е фактот што го сними најквалитетниот филм за оваа несреќа досега во секој можен аспект, без разлика што нема доволно крв и практични ефекти за мој вкус. Секогаш имам огромен проблем со филмови кои започнуваат со голем број на носечки улоги, бидејќи доколку не се во прашање јасно разграничени улоги со диференцијација уште од прв кадар, филмот ќе биде осуден на пропаст, бидејќи ќе бара од гледачот да прави непотребна ментална гимнастика за памтење на мноштво ликови, кои дел ќе бидат сведени само на една карактеристика и никаков удел нема да има во делото, придонесувајќи само за додатна конфузија. Доколку нема дистинкција помеѓу нив, се губи нишката на индивидуализам, на олеснета емпатија, кој самата ситуација во која се затрупани ликовите бара да делуваат синхронизирано, заемно, па долгото време поминато со нив многу лесно може да се сочувствува со гледачот, студенилото и исчезнувачката надеж. Само да ја потсетам, 72 деноноќија се во прашање на -40 степени. Да се има волја за преживување на тие временски околности е чудесен херојски подвиг сам по себе. Доколку не се впрегне тоа емпатично поврзување, ќе станете 2,5 часовен роб на агонијата на времетраењето на филмот, која секако дека можела да биде скратена за општо добро и доброто на делото. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал и имаше честа да го затвори фестивалот, а потоа се прикажа во Рио, Sitges AFI Стокхолм, за да заврши на платформата на Netflix, освојувајќи 12 награди Гоја, освои 2 европски Оскари за мејкап и визуелни ефекти, номиниран за Глобуси и сателити, но исто така има и 2 номинации за овогодишниот Оскар, едната за интернационален филм, со оглед на тоа што е овогодишен представник на Шпанија, и другата за мејкап, кој е силен конкурент за двата Оскари. Филм за ликови преживувачи кои поминале низ една невидена животна трагедија, успевајќи да се справат со неоптималните услови на суровите временски непогоди, воспоставувајќи метод за раководење со ресурсите и грижа еден за друг, не дозволувајќи обесхрабрувањето да надвладее. Дали е прагматично да се изеде мртвиот пријател или не, оставам на вас да пресудите, но не од удобност на вашите домови, туку кога ќе се најдете во ситуација да сте затрупани од лавина на -40 степени. Ако морам да го евалуирам, тогаш Society of the Snow од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 304-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!